понеделничко издание на регионалните вести. Од изминатите 66 денови од годината, тетовци во 60 дена дишеле воздух опасен по здравјето. Иако годинава стартувавме со нешто пониски вредности на PM10 частичките, сепак просечните дневни и месечни концентрации и понатаму се високи и далеку над дозволените. Само во 6 дена од 2016 година тетовци имале можност да дишат чист воздух, додека во останатите 60 дена дишеле воздух опасен по здравјето. Тетово и годинава го држи неславниот рекорд на град во Македонија со најмногу денови на аерозагадување, оставајќи го зад себе градот Кичево со 53 дена и скопската општина Газибаба со 52 дена. Колку за подсетување во интерес на човековото здравје, во една година вакви денови не смее да има повеќе од 35. Сепак остана отворено прашањето зошто загадувањето на воздухот во Тетово, наместо да се намали по затварањето на Југохром од Јегуновце, кој беше посочен како најголем загадувач, продолжи, а градот и понатаму е прв на листата во Македонија, а многу пати и единствен со надминат праг на информирање за дозволената концентрација на PM10 частичките. Одговорот најверојатно треба да се бара во фактот што воздухот на Тетово има повеќе загадувачи и додека се фокусираме на еден, одвид ги испуштаме големиот број автомобили во градот, немањето доволно зелени површини, немањето ред во урбанизацијата, грејењето на отпадни материјали и масла, палењето на дивите депонии и така натаму. Иако годинава стартувавме со нешто пониски концентрации на PM10 частичките во споредба со истиот период лани, сепак просечните дневни и месечни концентрации понатаму се високи. Во јануари оваа година просечната месечна концентрација изнесувала 213,5 микрограми на метар кубен воздух, а во февруари 109,2 микрограми на метар кубен воздух, што е за 2 до 4 пати повеќе од граничната вредност. Според специјалистот по хигиена и здравствена екологија од Центарот за јавно здравје Тетово, доктор Радко Давидовски, годинава метеоролошките услови во месеците јануари и февруари беа поповолни во однос на истите месеци минатата година. Помалку магливи денови, а повеќе денови со умерен до засилен ветер спречија големо исталожување на суспендираните честички прав во воздухот во зоната на дишење. Се додека трае таквата состојба, лекарите препорачуваат децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Изложеноста на аерозагадување е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на бели дробови, астма и бронхитис, потоа оштетување на срцето, крвните садови и нервниот систем, а во најлош случај рак. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Водата за пиење во гостиварскиот регион е исправна и безбедна, покажале последните анализи на службите од Центарот за јавно здравје. Оттаму препорачуваат поинтензивна дезинфекција и заштита на каптажите и резервоарите во периоди на врнежливо време и топење на снег. Обилните врнежи и топењето на снегот носат ризици за загадување на водата, предупредуваат стручните служби во Гостиварскиот центар за јавно здравје, каде што редовно се вршат анализи за безбедноста на водата за пиење. Последните испитувања покажале дека во регионот на Гостивар водата е исправна, бактериолошки чиста и не е заматена. Сепак лекарите препорачуваат во дождливите периоди поинтензивно да се врши дезинфекција и заштита на каптажите, особено на селските водоводи. Дождливото време и топењето на снеговите е пред се само од себе ризик за појавување на некои проблеми со водата за пиење, затоа што најповеќе се појавува зголемување на матноста, дури и некогаш и микробиолошки пореметување на водата. Затоа овие месеци треба поинтензивно да се работи на одржување на тие каптажи, на резервоарите, што и даваме ние предлог мерки во тоа, селските водоводи подобро да се
одржуваат. Водата од градската водоводна мрежа се испитува преку 3 земени мостри месечно, додека селските водоводи во помалите места се контролираат според барањата и потребите. Последните проблеми со водата за пиење на гостиварското подрачје биле регистрирани во селото Тумчевиште. Пред некој време има проблем со водите во селото Тумчевиште, каде што излеговме на терен, ја констатиравме ситуацијата и дадовме предлог мерки, после кои дојде до дезинфекција, до активности во врска со дезинфекцијата на водата за пиење и така да тоа состојба со дезинфекцијата дека продолжува во тој регион и после тоа се подобрија резултатите на водата за пиење во тоа место. Од Центарот за јавно здравје оценуваат дека поставањето во функција на филтер станицата за градскиот водоводен систем на Гостивар видно е подобрена состојбата со матноста на водата за пиење, проблем со кој гостиварци во минатото честопати се соочуваа. Средното економско училиште 8 септември во Тетово доби нова спортска сала. Објектот во вредност од 40 милиони денари денеска беше свечено пуштен во употреба. Спортската сала е со површина од 1300 метри квадратни и ова инвестиција изнесува